Добре, почитуван подпредседател, почитувани колешки и колеги пратеници и пратенички, почитувани граѓани, почитувани медиуми. На самиот почеток би сакала да искажам една благодарност до сите колеги и колешки кои што се вклучија во дебатата на Комисијата за финансирање и буџет и кои што навистина дадоа поддршка, поднесоа амандмани, меѓутоа и на службите на собранието за нивната континуирана и неуморна поддршка во работата на Комисијата за финансирање и буџет. Милтон Фридман, познат Нобеловец за економија, вели владиното решение за проблем обично е лошо како и проблемот. Така е и со овој буџет за 2021. Поголем проблем од постоечката здравствена и економска криза. Бидејќи истиот не само што не е реално проектиран за да одговори на овие значајни предизвици, туку и ќе ја зајакне пандемијата на осиромашување во Македонија. Дискутираме за буџет за 2021 година како една од најважните теми од кои се засегнати сите граѓани, меѓутоа и ние како држава. Впрочем, буџетите најчесто представуваат тест за секоја влада. И најверојатно во едно подемократско општество и каде што ќе имаме на поголема политичка зрелост, еден ваков буџет, а со тој и владата, не би добила поддршка, односно би била повикана на одговорност и оставка. Речиси половина милион граѓани во Македонија тонат во сиромаштија. 50.000 невработени имаме во денес, во овој момент, повеќе од јануари оваа година. Дополнително во паника и недостаток на политиките за намалување на невработеноста сведочиме како двајца министри од иста влада имаат различно мислење за зголемениот број на невработени. Министерката за труд ќе остане забележана по нејзината легендарна изјава дека невработените се всушност, замислете, вратени печалбари во земјата. За среќа, министерот за економија размислуваше порационално, па рече дека не се согласува со анализата, односно не видел таква анализа и не се согласува со неговата колешка. Со буџетот продолжувате да генерирате растечка нееднаквост. И тоа е резултат на штетните владини политики, слабите владини политики. Почитувани колеги, во Македонија секое трето дете живее во сиромаштија. И пред да почне оваа дискусија, со колегата Александар ја погледнав на оваа јајка овдека позади и да ви кажам, непријатно се чувствуваме. Би требале малце повеќе да размислиме за сликата која што ја даваме сите ние и државните институции. Истражувањата кои што ги има спроведен УНИЦЕФ и Finance Think веле дека токму ефектите на ковид пандемијата влијаат за секој трето дете да живее во сиромаштија, а нови 16.000 деца ќе паднат под прагот на сиромаштијата поради тоа што нивните родители ги загубиле можностите за приход. Но и во ребалансот, сега и со буџетот, владата не се сети на најранливите. Оставивте 40.000 деца противуставно, потенцирам противуставно, без основни услови за образование. Да бидам искрена, буџетот го извади вистинското лице на владата, а тоа е дека сепак најголем дел од проектите ќе останат само на хартија. И дека изборната програма е само едно големо изборно ветување, манипулација, која освен на хартија никад нема да види светлина на денот. Почитувани, буџетот е особено значаен имајќи предвид состојбата во која се наоѓаме. Тоа значи многу. Тоа значи живот, или како што министерот за финансии вели, клучен збор било здравје. И се согласувам. Затоа веднаш потребно е да го погледнеме проектираниот буџет токму во здравството. Таму веднаш ќе забележите дека кратите на клиничките центри во Скопје и Штип, во руралните амбуланти, замислете каде што живеат најранливите категории на граѓани. Едукација на човечки капитал, здравствени работници. Денес најголема грижа на граѓаните
дали ќе имаат пари за да се тестираат, да си дозволат лекување, да си дозволат терапија или како да ги набават лековите, дали ќе има болнички кревет и на крајот како да го закрепат месецот. Ќе беше можеби полесно доколку го успеевте да го реализирате ветувањето за 30.000 динари просечна плата во Македонија, но како и сите многу изборни ветувања, ова остана никаде заборавено, а денес не се предвидени средства во буџетот токму во овој дел. Денес граѓаните кои што живеат со само 100 динари на ден имаат поголема грижа. За нив секој ден е борба, а тестовите за ковид терапија, маски, антибактериски средства и витамини се недостижни. Со овој буџет владата требаше да се сети токму на нив. Дури и здравствените работници, за кои што сите ние се согласивме дека се нашите херои, ги оставивме да се борат со пандемијата со голи раца. Буџетот за здравството требаше да биде најголем. Требаше да се започне со брза реализација на проектите во здравството кои ќе останат долгорочно и ќе подобрат состојбата во здравството. Во своето излагање министерот за финансии вели дека еден од столбовите на буџетот за 2021 е токму инвестирањето во човечки капитал. Не би можела повеќе да се согласам за ова. Навистина е така. Човечкиот капитал е токму најзначајниот столб на секоја економија. Но реалноста говори дека повторно и ова ќе остане на хартија. Затоа што треба да веруваме на фактите, нели? Последниот извештај на Европската комисија нотира дека нема никаков прогрес во подобрувањето на квалитетот на образовниот систем во земјата. Ние имаме 150 милиони евра помалку инвестиции секоја година. Недоволно е, колеги, 3,7% од GDP-то јавни инвестиции за образование и обуки. Незначителни се средствата за истражување и иновации, кои што се само околу 0,4% од GDP-то, споредено со просекот од 2,2% во Европската унија. Тоа значи дека 200 милиони евра имаме помалку инвестиции во иновации, истражување и развој секоја година. 80% од невработените во Македонија се долгорочно невработени, бидејќи нивните вештини и компетенции не се совпаѓаат со пазарот на труд. Од тука преферирам да верувам на реалните факти и да погледнам реалноста, отколку само на еден декларативно напишана изјава на министерот во своето експозе. Македонија е во рецесија со негативен раст и, за жал, темната слика во економијата продолжува. Втор квартал поред Македонија бележи нето одлив во странските директни инвестиции. Во вториот квартал од оваа година е забележан нето одлив на странски инвестиции од повеќе од 9 милиони. Третиот го бележиме со минус повеќе од 5 милиони евра, или вкупно за двата квартали имаме криза од минус 14 милиони евра, нито одлив на странски директни инвестиции. И реално, државите од регионот се соочуваат со истата криза. Меѓутоа, таму податоците говорат нешто сосема поинако. Ако ја погледнеме Бугарија, таа забележува прилив во странските директни инвестиции. Во вториот квартал од оваа година Бугарија бележи дури 265 милиони, или вкупно за двата квартала од 2020 година 646 милиони евра, односно во третиот квартал има 381 милион евра. Србија исто бележи позитива во странските директни инвестиции. Таа во истиот период, односно во вториот квартал, забележува прилив од повеќе од 643 милиони евра, 271 милиони евра во третиот квартал, или повеќе од 914 милиони евра прилив на странски директни инвестиции за оваа година. Почитувани колеги, во расправата за буџетот и амандманската расправа кажав дека во една ваква сериозна економска и здравствена криза доблесно е, човечки е, рационално е функционерите да се откажат од луксузот и комодитетот на средствата
кои што се непродуктивни, истите да ги наменат за намалување на сиромаштијата во Македонија. Центарот за граѓански комуникации во своето истражување констатира дека за 2,5 години државните институции во Македонија потрошиле повеќе од 8 милиони евра за 392 нови возила. А од друга страна, изминатиот период сведочевме како преку социјалните медиуми имаше барања за поддршка и помош за амбулантни возила. Ова е недозволива. Затоа ваквото недомаќинско трошење на граѓаните, на парите на граѓаните, кое е проектирано во буџетот за 2021 во бројните министерства, како што е Министерството за труд и социјална политика, каде што ставката за купување на возила е, замислете, скоро 160%. Купување на мебел скоро 150%. Министерството за транспорт има покачување на ставката за купување на мебел дури од 231%. Министерството за информатичко и општество ќе одвои за мебел дури повеќе од 241%. Политички систем и односи меѓу заедниците, купување на мебел 200%. Управата за јавни приходи повеќе од 60% за возила. Дирекцијата за технолошки и индустријски зони повеќе ќе се посвети во купување на возила дури 50%. Токму ова е потребно да прекине час поскоро, а средствата да се наменат за најранливите категории во Македонија. И не помалку важно, жалам што во овој буџет не можевме да ја видиме родовата сензитивна компонента. Истиот буџет покажува дека родовата димензија не е запазена. Поттука присутен е заменик министерот за финансии, ќе замолам во иднина да се посвети внимание токму на оваа компонента, или дури би можела, би ве посоветувала да го земете примерот во Австрија, каде што се пример кога станува збор за родово сензитивен буџет. Ќе замолам за поголема транспарентност и поголем и поотворен буџет, особено кога стигнува до собранијата. И на самиот крај, би сакала да упатам благодарност до сите колеги и колешки кои што се потрудија со со бројка од околу 400 амандмани да го подобрат предлог буџетот на владата за наредната година. Жалам што токму овие амандмани беа погрешно перцепирани или разбрани, но никако, дури би рекла повеќе како такт, отколку како потреби на граѓаните преточени во амандмани за подобрување на самиот буџет, кој што би требало да значи поквалитетен живот за секој поединец. Секако дека жалам што и за неколку крупни амандмани околу кои што се обединивме сите, барем во опозицијата имаше поголемо разбирање, но имаше и во парламентарното мнозинство од дел од пратениците, околу животната средина, потоа околу образованието, околу здравството, не се најде храброст за да истите бидат прифатени. И на самиот крај, посебно жалам што амандманите за општините како што се Петровец, Илинден и Зеленикова не најдоа на разбирање, не беа поддржани, но и се надевам во некој нареден буџет ќе се покаже поголема рационалност за истите. Ви благодарам.